Благодарноста му припаѓа само на Аллах Джелле Джелалуху. Само од него помош и поддршка бараме. Сведочиме дека само Аллах е единствен Господар кој заслужува да биде обожуван. И сведочиме дека Мухамед ﷺ е негов роб и пејгамбер кој најдоследно ја пренесе Аллаховата вера до целото човештво. Кого Аллах го упати, тој е упатен. А кого Аллах го остави во заблуда, не може никој да го упати на правиот пат. И потоа, човекот на овој свет е со ограничено време. Човекот на овој свет е само патник. И набрзо ќе го напушти овој дуњалук. Доаѓа момент кога човек ќе проговори и ќе рече: Rabbi лаула ахартани ила аджалин кариб. Господару мој, одложи ми го смртниот час. Дај ми уште мало живот. Зошто? Да правам куќи, да шетам, авантура. Фа сад дека, видиш што ќе побара човек на смртна постела. Ќе посака да поделам садака. Ва акум мина салихин, и да бидам добар човек. Да бидам човек кој прави добри дела. Ова секого ќе го стигне. Овој момент секој од нас ќе го доживее. Ама каењето во момент кога не користи каење е уште поголемо каење. Затоа нашиот пејгамбер Мухамед салаллаху алейхи ва селем ни отворил врати, можности, шанси, прилики да правиме дела. Со кои дела и по нашата смрт, нашето конто, нашата жиросметка ќе биде функционална, ќе биде отворена, ќе се полни и ми ќе имаме корист во гроб. Замисли, во хадис Ахмед, хадис добар, вели пејгамбер Мухамед салаллаху алейхи ва селем: Инна Аллаха, навистина Аллах, ќе му стави круна на родителот во гроб во дженнет, на ахирет. Круна на глава. Во друго место пишува: Јарфа дереджету, Аллах ќе му го подигне на човекот местото негово на ахирет. Ќе го подигне, ќе го благослови, ќе го почести. И човекот ќе рече: Ја Раб, ја Господе, о Боже, о Аллах, ја завршив со дуња. Што е ова работа? Што ме крена? Што ме воздигна? Бистигфари валадике лек. Со аирлија дете кој си го оставил на дуња и кој бара прошка кај Аллах за тебе. Се моли на Аллах за тебе, прави добри дела. Па поради тоа аирлија дете тебе ти се крева степенот во дженнет. Значи ти си умрен, ама гледаш ако оставиш зад себе аирлија. Што вели Аллах во Куран во сура Јасин? Инна нахну нухјил меута. Ние ќе ги живееме умрените. Ама во пожар. Абе, кај да загинеш, пепел да бидеш, Аллах ќе те донесе на судни ден. Нухјил меута. Ние ќе ги живееме умрените. Ва нектубу ма каддему. И ние го пишуваме на што го прават. Ла иляха илlallah. Све што правиме, све што зборуваме, све се пишува. Све се регистрира. Ва афарехум, и она што ќе го остават зад себе, и тоа го пишуваме. Што е зад себе? Што е зад себе? Ај, пред себе тоа што беше. Зад себе? Слушај сега. Ако си учесник на овие дела, блазе тебе. Ако не си, освести се. Еве ти шанса. Еве ти патишта кои пејгамбер ти дал, додека си во можност да правиш дела кои ќе ти користат и по смртта. Вели пејгамбер ﷺ во хадис кој го бележи Ебу Давуд, и хадис го бележи Безар и Ебу Нуаим, и Шех Албани во Џами ас-Сахих,
го оценил за веродостоен, рекол пегамбер селлем: "Себаун яджри лил абди", 7 работи му течат на човекот и по неговата смрт, ва хуа фи кабрихи, а тој во гроб е. Ти во гроб, легнат, оставен, па може би заборавен од фамилија, од пријатели, од комши, од сите, ама овие 7 дела ти течат во гроб, твојата сметка се полни, ако си ги правил на дуња. Ако не можеш сите 7, бараме едно направи од овие дела. Прво, мен аллеме илма. Кој ќе поучи некого со добро? Што не кошта? Слушнеш добар дерс, слушнеш убав муабет, да го пренесеш, да го кажеш некому. Мен аллеме илме, да поучиш некого со добро. Ако ние шириме знаење, валлај, знаете колку берекет има. Да човека, што луѓево, вика Ибн Кајим ел-Џаузи, ако не е знаењево, луѓево ќе бидат животни. Ако не е знаењево, луѓево ќе станат животни. Како денеска. Денеска има знаење, ама нема хуманизам. Денеска има знаење, ама без вера. И тоа знаење без вера, тоа е во штета на човештво. Вложит за една ракета, кошта од 20 до 40 милиони, а ваму не гради училиште кај се воспитуваат деца. Значи, ова е дехуманизација, значи уништување на човештво. Зашто пегамбер алейхиселам, кога беше на последниот проштален хадж, пред 100.000, во друго предание 114.000, во трето предание 120.000 присутни. И рече: "Фелјубеллиг ешахид ел гаиб", оној кој е присутен, нека го пренесе ова што го кажав до отсутниот. Овие луѓе, ова што ви се кажува, пренесете го на тие кои не се тука. Аллахума шад анни кад балект. Аллах, биди сведок дека јас го пренесов она што ме задолжи. И наша задача е тоа да пренесеме. Кој ќе прифати блазенемо, кој не, ќе има доказ против него на судниот ден. Затоа поучи го човека. Знаеш нешто и занаед, валлахи и занаед. Некого да научиш занаед, да работи, за плочки, за фасада, за мајстори, што било. Валлај, цел живот што ќе рани фамилија и тебе ти се пишува добро дело. Па ова го има само во ислам, ова го има само во наша вера. А пак некого го научиш да мами, го научиш да краде, го научиш да се коцка, тешко тебе. Не само што ги носиш твоите гревови, че ги носиш гревовите негови и на неговата фамилија што страда поради тој грев. Затоа чувај се. Второ, акра нехрен, вели Певселем, втора работа, човек вика да протече река. Што значи да протече река? Значи да бидеш причина за водовод, за вода, да луѓе пијат, да земат абдес, да се чистат, да се наводнуваат пасишта, ниви. Трето, хафере би'рен, или да отвориш бунар. Знаете, бунар, Абдурахман Сумейт од Кувајт, богаташ, оставил живот на луксус, отшел во Кувајт, 30 години повеќе, и поради него примиле ислам 11 милиони луѓе. Ископал 9800 бунари луѓе да има да пијат вода. Што значи вода? Четврто, огара се нахлен, вика да посадиш палма, дрво. Па кој ќе јаде, било човек, било птица, било животно, секој што ќе касне од тоа овошје, од тоа дрво, тебе се пишува севап. Пето, бена месџиден или изгради џамија. Нормално човек може не може да изгради џамија, но може да помогне во џамија. Може нешто да направи за џамија. Пример, што да е? Лустер да е. Сите што ќе кланјат кој ќе биде темно и ќе супали тој лустер, намазот нивни и не му се пишува. Тепи кај што паѓаат на сеџда, абдесана кај што земат абдес, па се тоа тече. Се тоа се пишува кај Аллах азза ва џелле. Кој ќе изгради џамија? Мен бена месџиден јебтеги бихи вешка Аллах, бена Аллаху леу бейтен фил џенне. Кој ќе изгради џамија, али за кого? Заради Аллах. Не за луѓе. Луѓе денеската фалат, утре те пуштаат. Кој ќе направи џамија заради Аллах, Аллах ќе му изгради куќа во џеннет. И потоа вели, тарека велиден. Шесто, остави Аирлија дете кој се моли после него. Најголема инвестиција во живот се деца. Најголемо богатство во живот се деца. Одвој време за деца. Да не зборуваме колку фамилии денеска се на раб, на пропаст, на кавги, на расправи, на неморал, на безчестност. Аллах да чува.
Затоа фамилијата мора да чуваш како зеница на очи. Децата да ги чуваш со кого се дружат, каде одат, што прават. Бидејќи тие деца се ваше искушение, испит. И седмо, вели Пејгамбер селем, ауарратha мусхафан, или остави Куран во наследство. Што значи остави Куран во наследство? Вика остави Куран во наследство. Има неколку значења. Имаш дете, го поучиш со Куран, му оставаш Куран, овој Куран да се дружи со него. Купиш Куран, го оставиш во џамија. Помогнеш, финансираш да се печати Куран, да се дели, да се чита, да се учи. Тоа е све наследство кое ќе користи. Затоа, драги браќа, овие можности ги имаме сите. Ако немаме можност за сите седум, имаме можност барам за едното вие, да направиме дела кои кога ќе влеземе во гроб, тие ќе останат со нас, тие ќе не штитат, тие ќе не чуваат и тие ќе не бранат од искушенијата и од теснијата и од темнината на гробот. Го молиме Аллах азza wa джелле да не направи оние кои ќе бидат клучеви за добро, а не клучеви за шер, оние кои ќе прават дела со кои Аллах азza wa джелле ќе биде задоволен. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.